Значи сме првите кои во светот сакавме да имаме идентитет како личности. Значи Ал Леп, тоа му е име и презиме. 40.000 години македонците знаат за името на големата мајка Ма, која фактички влегува во основата на името Македонија. Нели? И 40.000 години ние знаеме за богот на сонцето Ил. Мојот татко се викаше Илјо, син ми се вика Илјо, презимето ми е Илјов, значи името на нашите истоименици, нели, кои го носат името Ил, Ило, Илјо и така натаму, Илие, Илија и така натаму, фактички трае најмалку 40.000 години во континуитет. Значи не се работи за некој дисконтинуитет во развојот на македонската цивилизација и македонската култура, туку се работи за континуитет најмалку од 40.000 години. Зошто тоа го зборим? Затоа што ете големиот научник Едуард Пиет или и други таму кои истражувале, благодарејќи на сајтот на Министерството за култура на Франција, зашто посебно сум благодарен и сите ние како македонци треба да бидеме благодарни, имат ставено 102 артефакти со релативно добра резолуција на фотографиите, кај што можат и да се зголемат, и благодарејќи на таков еден пристап, иако тие не знаеле што таму пишува, нели, Пиет во својата публикација во списанието Антропологија 1895 година, исто така има ставено 97 артефакти со цртежи и од нив јас успев 57 да ги дешифрирам, што исто така зборува за еден континуитет во македонската писменост. Конкретно овој материјал е снимнат од интернет, ова е фотографијата, ова е мојот обид за дешифрирање на... Не, за транскрибирање на фотографијата, нели? И овдека децидно пишува и за наша среќа на два пати. Значи, тоа е на 6.2.2009 година. Тоа е едно од последните мои дешифрирања што се направени. И еве уште една исто така фотографија од интернет, тоа е конкретно пак истата, меѓутоа друг еден аспект, кај што е извршено дешифрирањето и овдека децидно нели е пренесено од фотографија е прецртано, да кажеме, и тука воочив дека се работи за еден модул кај што е името Иле, значи деминутив од Ил на богот на сонцето. И тоа кога ќе се мултиплицира неколку пати од десно кон лево, ние овдека имаме едно кодирање на името Македонија, затоа што името Македонија може да се прочита од лево кон десно. Значи цел надпис или сите надписи се од десно кон лево, а кодирањето е од лево кон десно и децидно можеме да прочитаме ние Македонија, еве и малку покрупно овака зголемено. Тоа е направено на 4.1.2009 година. Да биде нашата среќа уште поголема. Во тој материјал што го има објавено Министерството за култура на Франција, врз основа на истражувачките работи што ги има направено Едуард Пиет, и денес има во Мас де Азил, тоа е една пештера на границата помеѓу Шпанија и Франција, на подножието на Пиринеите, што значи Пир, тоа е исто древен македонски топоним, значи цела територија на денешната Европа, која во тоа време, благодарејќи на овие дешифрирани текстови, се викала Зета Македонија. Значи, јас реков дека тоа е култура на великата македонска Зета или на великата Зета Македонија. Тоа не го збориме затоа што ние сме сега македонци и сакаме да си го одбраниме името, туку ова е наука. Верифицирано. Ова е верифицирано од други луѓе, датирањето не е наше, тие се побогати, имаат средства, со години, најмалку 200-300 години, нели од последното објавување на овие податоци од страна на Пиет, поминале скоро 110 од неговите истражувања од 1871 година, можеме да пресметаме колку години поминале. Значи луѓето 200-300 години најмалку се занимаваат со овакви истражувачки работи.
За наша среќа, во еден од објавените податоци е и овој надпис на камен, кај што го имаме името на најстариот писар на светот. Значи 11.000 години пред наша ера ние знаевме да имаме писари. Овдека конкретно стои писар зет Пире Ил. Значи го имаме Пиринеите, имаме име на писар Пире Ил. Пире му е името, Ил му е презимето. Значи тие факти зборуваат дека ние како македонци постоиме со артефактите што ги изнесов, нели, со податоците, со тоа што и други истражуваат во доменот на палеолитот и неолитот подоцна, дека ние овдека постоиме најмалку 600.000 години, значи имаме луѓе, умни луѓе, не се работи, нели, како некои сакат сето тоа да го доведат до абсурд, па викате, ете, наводно ние потекнуваме од мајмуните. Не, човекот на земјината топка постои како човек најмалку 5 милиони години. Тоа не значи дека ова е горната граница, затоа што луѓето кои се занимаваат со јазикот имат податоци најмалку за 110-120.000 години како оформен јазик. Ние сега зборуваме за писменоста, затоа што со ова се променува апсолутната хронологија, не само во историјата на писменоста, туку воопшто во развојот на човештвото. Ова е навистина едно револуционерно откритие, не заради тоа што јас сум го направил, туку заради тоа што во ова откритие се инволвирани повеќе научни институции и академија, конкретно и Академијата на Франција и Академијата на Русија. Веројатно, овдека може да ги земеме ние како компаративен материјал од неолитот, конкретно истражувачките работи што ги работеле српските археолози, бугарските археолози, грчките археолози, албанските археолози. Немаме сега време да се задржиме, да кажеме на сезетството, на сезетството од Лепеница. Тоа е една кодирана информација, како сега да го гледаме мониторот, да имаме сликички, ако знаеме како тоа се дешифрира, бидејќи ни имат оставено драгоцени информации за оние кои се занимаваат со ова работа, нели, со интерпункции и така натаму, може сите тие 21 сликичка да се дешифрираат и ние имаме извонредни податоци за најстарата поезија, како што сега покажаме, за најстарата филозофија, за најстарите податоци на македонската цивилизација. Господин Ѓов, многу сме кратки со времето, ви благодарам за ова ваше излагање, така да го наречеме. Навистина доказ дека македонските цивилизацијски корени одат навистина нели многу назад низ времето. Ви очекувам повторно во утринската програма во некое следно издание, малку попширно нели да позборуваме за вашите научни истражувања. Ви благодарам и посакувам пријатен ден, па се гледаме повторно. И јас ви благодарам и вака да продолжите да давате простор и за други истражувачи, затоа што сепак има една плејада македонски истражувачи кои се занимаваат и со неолитот и со палеолитот.